100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Да видам како сте вежбале вие одбојка. И сега јас сакам да прашам дали има некоја возраст од која што треба да се почне, дали може некој дете од 2 години или може од 5 години може би треба да тргне на одбојка? Па не, мали се и од 2 и од 5 се уште мали. Значи почнуваме со најмалку 6,5 години. Значи 6,5 да направат и после тоа почнуваме да ги учиме на основни елементи од одбојкарската игра. А колку играчи може највеќе да играат? Да не може 2 да играат, тројца? Не може, значи најмалку мора да има 12 играчи кои што ќе настапуваат во една екипа. И од тие 12 секогаш играат само 6. Другите седат на клупа и чекаат, ако некој од тие 6 што играат греши, тогаш некој од тие на клупа влегува и продолжува да игра место него. Дали имате освоено некогаш прво место? Ма не некогаш, секогаш. А често се надпреварувате? Често, многу често, значи имаме екипа која што се надпреварува во прва македонска лига и веќе 6 години поред сме шампиони на Македонија. И имаме девојчиња кои се надпреваруваат во 3 категории: пионерки, кадетки и младинки. Значи пионерките ни се најмали и со нив освоивме злато минатата година, со кадетките освоивме сребро и со младинките пак злато. Многу имаме пехари и многу медали. А каде ви се одржуваат тие надпревари? Надпреварите кога ги играме на домашен терен се одржуваат тука во спортскиот центар Форца. Сега имаме нели екипи од Штип, од Струмица, од Велес. И одиме во тие градови и ги играме таму кај нив надпреварите и им гостуваме. Колку време трае еден надпревар? Па од прилика најголемите кога играат негде околу саат и пол највеќе трае надпревар, од со загревање може и до 2 часа да трае. А кога играат помалите, играат во помалку добиени сетови и надпреварот трае малку пократко, затоа што тие сепак се уште мали. А колку време се загревате? 30 до 40 минути. А дали треба да носите специјална облека додека вежбате? Па треба. Значи треба да има посебни патики кои што се само за васала, само за одбојка. И најбитното и најинтересно за сите деца е да ги носат тие штитници на колената, за која ќе паѓаат и да бранат топки, да не ги болат колената, да си паднат како на перничиња. А дали можеш да се повредиш додека вежбаш? Па може. Секогаш може да се повреди, затоа многу треба да се внимава. Одбојката е пак еден од почистите спортови каде што нема контакт со противникот и бројот на повредите е помал. Значи можам и јас да вежбам, не е толку опасно. Добра, Мафинка, не е страшно, ама треба да внимаваш да не се повредиш. Ќе внимавам, ти си лапнаме на колаче и ќе бидам силна, ќе можам да вежбам. А ќе може ли да пробаш? Да играм одбојка? Ти знам дека можеш, ама оваа твојава може ли? Мафинка, па ќе пробам. Сакаш да пробаш, Сакам Мафинка? да пробам ако може. Ама нема опрема. Па ќе се снајдеме сега за прв пат, па вака колку да пробаме. Ќе направиме исклучок еден, нели? Секако. А дали еден одбојкар треба да има посебни предиспозиции за да може да вежба? Па треба да има. Значи големо внимание се посветува на висината.
значи висината, а понатака кога ќе почнат малце да подпораснуваат и на тежината. А дали со одбојката може да се извиши некој така, побрзо да расте? Значи, многу зависи од тоа со кој спорт се бави. Одбојката е посебно за истегнување, а и многу влијание има и стравата и здравиот начин на живот. Значи нема вечерни излегување многу. Како дали може дали може одбојката да се игра и на друго место, освен во сала? Може да се игра на отворени терени, например надвор, кои што можат да бидат терени или од трева, или од асфалт, или од песок. Најатрактивна е одбојката што се игра на песок и се вика волејбич. Ја знаеш оние едни женски облечени у купачи? Да. Тие играат. А има ли одбојка во вода? Не знам, не сум слушнала до сега, али може да направиме. Дали има во еден натпревар, дали има тајм-аути за одбојка, како во фудбалот, како во... Има тајм-аути, меѓутоа во фудбалот, во ракометот, во кошарката се игра, нели, во кошарката се играат некои си четвртини, во фудбалот и во ракометот се играат половремиња, а во одбојката се играат сетови. Значи еден сет трае до 25, значи кој прв ќе освои 25 поени го освојува првиот сет. И тајм-аути има секогаш, значи по 4 тајм-аути може да има во еден сет. А колку време трае еден час за одбојка? Еден тренинг не трае 70 минути, значи час и 10 минути. И девојчињата може да доаѓаат, помалите доаѓаат 2 пати во текот на неделата, а поголемите доаѓаат 3 пати, 4 пати, некои доаѓаат и 5 пати. Тие што се надпреваруваат, веќе доаѓаат и по 5 пати на тренинг неделно. И така, напорно им е малце, ма издржуваат. А колку години имаат овие деца што играат моментално и од колку години почнале да тренираат? Овие девојчиња имаат тука околу 10-11 години, а почнуваме од 6,5. Најмалите групи имаат по 6,5 години. А со каква топка играте одбојка? Па овие не се топките за одбојка, овие се викаат микаса. Сега овие топки се малку полесни и одговараат на дечињата кои што тренираат. Значи негде до кај 14-15 години се надпреваруваат, тренираат со овие топки, а повозрасните играат со исто, значи ја користиме таа фирма Микаса, меѓутоа се малце потешки и попрофесионални. А дали може сега ние да пробаме малку да играме одбојка? Па може. Ајде. Сега ќе ви објаснам прво кој е почетниот удар за играње одбојка. Значи почетниот удар се вика прсти, така, значи тоа е основниот удар кој што треба да го научиме за да можеме да играме одбојка. Прсти. Значи ги местиме нозете паралелно една до друга, така, малце подклекнуваме и рацете ги поставуваме на чело, овде. Значи тука на чело. Како триаголниче едно напред. Така, клекни и кога ќе ти ја фрлам топката сега, ќе се подигнеш со рацете и со нозете и ќе одбиеш на кај мене. Може? Застани ти до неизе. Ајде да видиме. Браво, само не скокај, добро? Ајде уште еднаш, идеме. Браво, подигни се и со колената. Ајде. Така, уште еднаш. Одлично. Ајде да видиме вие. Браво, подклекни малку. Така. Одлично. Ајде уште еднаш. Уште еднаш. Браво. И вториот удар кој што го учиме со децата е прием и се изведува вака. Значи раците ги фаќаме вака, ги спојуваме и ги испружаме. Значи топката треба да удри во овој дел тука. Добро? Значи во овој дел тука. Мора да бидат исправени раци. Исто подклекни долу. Значи кога ќе ја фрлам топката одбија на кај мене. Браво, она е спремна за да тренира одбојка. Испружи ги рацете убаво, клекни, идеме. Така, одлично. Ајде. Браво. Готово.